Почитувани македонци, денес Атина, со помош на Зоран Заев, го завршува тоа што не успеа цели 100 години. Наскоро, по вина исклучиво на Зоран Заев и СДСМ, идните граѓани на Македонија, учениците, ќе учат историја напишана од грчки научници. Во членот 8 од капитулантскиот договор се предвидува да биде откорнат, ископан, отстранет се македонскиот символ, македонското сонце. Предвидено е дека криминалната влада на Заев ги прифаќа сите географски имиња, историски македонските имиња и топоними, да ги нарекува со грчки. Истиот член, прифатен со пенкалото на Заев, предвидува формирање на така наречена заеднички интердисциплинарен комитет, кој што ќе изврши ревизија на било кои учебници и помошни наставни материјали, како историски карти, атласи, наставни упатства, за да обезбеди, како што се вели, нити еден учебник да не содржи какви било иредентистички, односно ревизионистички упатувања. Понатаму, комитетот исто така ќе ги проучи новите изданија на учебниците и помошните наставни материјали. Зоран Заев и Никола Димитров со овој договор сакаат со пенкало да избришат целата македонска нација, целата нејзина историја, се атакува на нејзиното културно наследство, на целосно на нејзината државност, прикажувајќи ја како целосно нова вештачки измислена творба. Иако тоа не беше дел од преговорите, сега со добрата волја на Заев, од македонската меморија ќе треба да се избришат Солун, Кукуш, Лерин. За почеток, тие ќе исчезнат од македонските учебници, македонските патокази, од сите документи. Грчките географски поими ќе мора да ги користиме онака како што ги нарекува јужниот сосед. Откажувањето од топонимите е бришење на дел од културата и историјата на еден народ. Македонија ќе биде единствена која се откажува од своите екзоними. Солун ќе биде Тесалоники, Кукуш, родниот Кукуш на Гоце Делчев, за учениците од Северна Македонија ќе биде Килкис, Воден е Деса, Кутлеш станува Вергина, Костур Касторија, Сер Серес. Со овој договор се врши бришење на културното наследство на Македонија, што е нераскинлив дел од нашиот идентитет. Зоране, со подписот на Димитров на твојот личен капитулантски договор ја оттуѓуваш сета македонска историја која се поврзува со делувањето на македонските дејци пред, за време и по Илинденското востание. Дејци чие делување и мисла продолжува и до формирањето на македонската држава па се до ден денес. Во овој договор, во овој капитулантски договор, како гаранција за спроведувањето, ќе биде формирано и тело од министри, предводено од премиерите, каде ќе се решаваат евентуалните проблеми. Доколку се појави спор, тогаш надлежен е Меѓународниот суд во Хаг. Но сите знаеме дека до спор нема да дојде, се додека Зоран прифаќа се што побараат од Атина. ВМРО ДПМН нема да се поколеба нити милиметар во своите ставови во однос на овој срамен и капитулантски договор за името кој за нас е неприфатлив. ВМРО ДПМ останува на страна на народот и во одбрана на уставот, интересите на државата и македонскиот народ и граѓаните на Република Македонија. Повеќе нема сомнеш дека Зоран Заев ќе падне и ќе одговара, а Македонија ќе победи. Благодарам.